Добар ден, криптоентузијасти. Денеска го имаме специјалното видео за обврзници, кое што е обработено на нашиот канал и веќе достапно на сите наши социјални мрежи и канали. Станува збор за обврзници, каде што ќе разговараме во детали што представува ова капитално добро, како истото се користи, кој го користи, нормално се што треба да знаете, како и нормално неговата футуристичка, а веќе реална верзија на блокчейн обврзници. Нешто за кое што многу малку се зборува, но дефинитивно треба да го обработиме. Така да се надевам ќе уживате, како и секогаш на почетокот имаме мал вовед за оно што се случува на самиот канал, а потоа ќе продолжиме со ова специјално видео. Во однос со следната недела веќе имаме гласови од сите наши социјални мрежи за тоа што потенцијално ќе очекувате. Распоредот е веќе направен според вашите гласови, каде што може да видите во однос на стандардна програма, во оние денови кои што немаме веќе планирано соодветна материја, ќе ги обработиме Wormhole, W и Altco Investi. За среда лайвстрим одбравте да имаме макроекономија и крипто, наспорти геополитика нормално. За сабота повторно одбравте да имаме лов на врв. Се надевам понатаму ќе имаме и за техничка анализа, сега гледаме дека има многу поголем интерес за лов на врв. И неделно специјално видео ќе биде крипто и криминал. Во следниот период би сакале да ги поминеме и options и futures со цел да имаме една целосна обработка на овие традиционални финансиски, да речам, елементи или средства, како сакате, инструменти со кои што ќе може да се запознаете првенствено во основа, а понатаму истите, како што гледаме, се повеќе и повеќе стануваат дел од овој нов свет и би сакал да ги имате, да ги имаме обработено за вас. Ова е распоред, како што може да видите, значи во понеделник ќе ни треба ден да ја собереме, обработиме оваа материја, да почнеме да работа на истата. Во вторник ќе имаме истражување на коин, односно токен, тоа ќе биде Wormhole, Interoperability, значи Wormhole и Axelar се следните два токени кои што ќе бидат обработени според вашите гласови. Во среда очекувајте макроекономија и крипто, каде што со Гоце ќе разговараме за сите вести од макроекономијата, заедно со Мурика на стероиди, знаете и сами ова е рубрика која што постојано ја следиме. Во четврток имаме техничка анализа на пазарите, тоа е во утринските часови, значи тоа се два едно по друго лајвстримови кои што ги организираме за вас. Во петок имаме Altco Investi, во сабота имаме лов на врв според вашите гласови, а недела ќе имаме посебно видео во кое што ќе го разбиеме оној мит дека крипто постои само за негативни ствари, само за криминал, така да верувам дека ќе уживате во ова видео. Тоа е следната недела, специјално неделно видео. Сега овдека би сакал на кратко да споделам еден краток инсерт од нашиот воин, тоа е Александар Нанов, кој што вчера имаше свој прв меч, професионален бокс меч. Значи, а во исто време, верувале или не, и му е и роден ден. Така да честит роден ден воину, се гледа дека се уште чекорат ги миджи по светот и на голема чест наша и на голема, да речам, позитива. Му благодарам што излезе нормално со нашиот блузон во ова издание, во неговиот прв меч. Само секунда, имаме малку проблем околу Facebook, не знам зошто. Но би требало се да биде во ред. Еве ќе го рефрешираме. Значи секоја чест, уште еднаш благодарам, имаш поддршка од нас дефинитивно. Се надевам дека ќе можеме да ти помогнеме во иднина колку што можеме повеќе околу ова што го работиш, значи повторно ја представуваш нашата држава. За мене тоа е свето и се надевам дека ќе да помогнеме колку што повеќе. Александар малку ни за жал клипов не е во најдобра форма моментално, гледаме дека Facebook ни прави проблем. Да, како и да е. Не знам зошто, имаме малку проблем со Facebook, доколку го сакате можете овој клип да го најдете на сите наши социјални мрежи. Тоа е неговото излегување. Наскоро се надевам ќе успееме да го најдеме и самиот меч за да може да го погледнете и ќе го споделиме на сите наши социјални мрежи. Исто поздрав до Нанов, ако може потенцијално да ни прати видео запис, ќе го споделиме сегде за нашите гледачи. Исто така дополнително големо благодарам до Мотика кој што направија и follow-up артикл, статија во која што објаснија се што се случуваше во втората македонска криптоконференција, така да им благодарам многу, значи ги споделија и видеото од самата конференција
Значи секоја чест ова беше единствениот медиум кој што сподели и кој што помогна во промоцијата на оваа бесплатна едукација која што ја понудивме на македонскиот народ. Дополнително, оние кои што не ја погледнале на нашиот канал можат истата да најдат во напреден курс за техничка и фундаментална анализа и првиот и вториот ден негде околу 4 часа, 6 говорници, имавме повеќе од 9 теми обработено. Верувам дека ќе уживате, значи погледнете го во максимално добар квалитет преносот, односно записот од оваа конференција. Уште еднаш, значи, оние кои што највеќе ни помогнаа за организирање на истата е нормално Патреон заедницата, тоа е нашиот приватен форум на кој што практично со мала членарина ни помагате да можеме да организираме ваков тип на настани. Така да им благодарам на сите оние кои што се дел од Патреон и се надевам дека се повеќе и повеќе македонци ќе бидат дел од оваа организација. Значи со тоа што ќе се за члените на истата, вие добивате пристап до сите наши моментални чатови, каде што и почетници и професионалци во оваа криптосфера разменуваат едукација, разменуваат информации, значи овдека сме да се најдеме еден на друг за сето оно што се случува на пазарот. Значи многу е добро кога пазарите се во хаос да имате некој на кој што може да се попрете, седница во која што нема шилење, нема анонимуси, нема глупости, овдека се сите да размениме едукација и информации едни со други. Дополнително имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно и еднаш месечно имаме посебен тип на лайвстрим кој што го организираме на Microsoft Teams и е само за нашата Patreon заедница. Така да, ви благодарам на сите оние кои што се дел, уште еднаш ќе напоменам сите оние кои што не се слободно, станете дел 7 дена бесплатно од оваа Patreon заедница и видите како е да се биде дел од најголемата инвеститорска заедница во Македонија. Оние кои што имаат потенцијално проблеми и не можат да уплатат, тоа го имаме во многу наврати до сега. Истото може да го направат според инструкциите на овој слайд, значи може да го направите во крипто и да уплатите на годишно ниво, ние ќе ви пратиме линк и ќе може да станете дел од нашата Patreon заедница. Дополнително, значи, самата Patreon заедница е многу повеќе од крипто заедница. Моментално организираме шаховски турнир, значи на нашата официјална страна. Овдека е линкот до шаховскиот турнир, кој што може многу лесно да го најдете. Значи тоа не е само за Patreon заедницата, тоа е за сите членови на нашата заедница, би рекол генерално во крипто светот и во нашиот канал. Значи слободно пријавете се, овде ќе имате линк во дискусија до самиот турнир. Регистрирањето ќе почне во 8 часот на 1 јуни, тоа е следната недела во недела, а турнирот ќе почне официјално во 9 часот. Иако нема многу, ќе подариме една блуза, нели, со нашето лого на оној кој што ќе победи и ќе ја доставиме до неговата домашна адреса. Како идеја, значи идејата е да се дружиме на уште повисоко ниво од она финансиска соработка која што имаме, на тој начин градиме практично поголема и по зближена заедница. Дополнително дека имате и криптогемиџија кооперацијата, која што сама по себе нуди некои интересни артикли. Значи сега немаме втор, наскоро ќе имаме втор дизајн, ова беше првиот кој што го реализиравме, го произведовме и го доставивме до сите оние кои што го нарачаа на нивната домашна адреса и им благодарам на сите оние кои што ни помогнаа со купување на овие рекламни материјали. А во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете линк до Patreon заедницата и линк до криптогемиџија кооперацијата. Овде исто така имате линк до нашата добротворна програма со која што организираме добротворни акции во Македонија. До сега има организирано 3, се надевам ќе организираме уште многу повеќе. Тоа се и нашите социјални мрежи овдека во истата дескрипција, како и нашите резервни канали. Додека кога сме кај резервните канали, каде што ја аплодираме целата наша програма, посебно напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, овдека го имаме и најновиот канал, тоа е Daily Motion, криптогемиџија, каде што одново од првото видео, овие 137, веќе 138 видеа од напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, ги објавуваме одново од почетокот секој ден по едно видео во утринските часови, за оние кои што се малку поназад да можат да не стигнат кога станува збор за моменталната напредна материја која што ја работиме. И уште еднаш се што бараме од вас за ваквата работа, доколку сте дел од нашата Patreon заедница, ви благодариме. Во спротивно, се што бараме е еден лайк, шер, сабскрајб и комент. Целата наша материја е бесплатно достапна до сите македонци во светот. Идејата е да направиме писменост за финансиски и крипто технологии. Благодарам и можеме да почнеме со официјалното денеска видео за денес, а тоа е обврзници. Само момент. Значи, обврзници се посебен тип на инструмент, кои што сами по себе представуваат едно од најсигурните моментални
инвеститорски инструменти кои што може да ги користите. Што представуваат обврзници? Значи нивниот поим и каков тип на типови има обврзници. Значи обврзниците представуваат заем. Тоа е заем кој што вие го давате на одредени компании или пак држави, за кој што заем вие добивате одредена количина на камата назад, а исто така и го добивате после истекувањето на време траењето на заемот и главната основата која што сте го платиле како заем. Сега, еве како тоа изгледа, значи вие практично како јавност, без разлика дали сте компанија, поединец и така натаму, на државата или пак на компанија и давате одредена количина на парични средства во тип на заем, која што потоа на одредени временски интервали ви враќа камата за сето она што сте го позајмиле, нели претходно определена камата, а откако се тоа ќе заврши и заемот така речено ќе биде завршен на оној период во кој што сте се договориле, ќе ви биде вратен и главното инвестирање, односно главницата, така речено на оно што сте го позајмиле. Разликата помеѓу различни типови на обврзници е тоа што вие може да позајмувате на држава и може да позајмувате на корпорации, односно во оваа ситуација станува збор за приватни лица, односно било каков тип на компании. Како што може да видиме кога станува збор за компании, значи истите овие пари ги користат со цел да ја надградат својата компанија, да го прошират својот бизнис и така натаму. Идејата е дека откако ќе бидете практично уплатени овие средства, вие во однос на тоа каков е договорот кој што го имате со самата компанија, добивате на месечно, на квартално, односно тоа се 3 месеци или пак на полугодишно, годишно ниво, одредена камата како награда за тоа што сте го позајмиле, така речено, оваа главница, нели, оваа позајмица. И практично, нели, самите по себе имаат одредени ризици за кои што ќе разговараме малку подоцна, тоа се ризикот од самиот пазар, кредитниот ризик, како и ризикот од каматни стапки на Централната банка. Но за тоа малку подоцна кога ќе разговараме за ризиците на ова инвестиционо добро. И нормално корпоративните обврзници се со многу повисока награда, затоа што истите, како што знаете и сами, се многу поризични, затоа што вие практично зависите од постоењето и обстанокот како и напредувањето на оваа корпорација, компанија, со цел да ви бидат вратени назад. И каматните стапки, нормално оно што го добивате како камата, награда, и самата главница, и истите се најчесто од 1 до 25 години. Значи тоа е прилика во кој временски распон би потенцијално можеле да позајмите на една корпорација, односно компанија. За разлика од тоа, државата, значи кај државата имаме многу помала количина на ризик, затоа што знаете и сами, секоја држава има своја централна банка, што значи дека истата е во состојба да може многу повеќе да биде, нели, одговорна и да ги врати овие главница и камата на секој од оние кои што позајмиле, затоа што може да ги испринта. Иако тоа е лошо на долг рок, е многу помал ризикот, затоа што, како што кажавме, корпорациите и компаниите не можат да испринтаат пари, но за разлика од тоа, државите можат, и тоа е еден инструмент кој што ги прави многу по способни да го вратат овој заем. Со тоа што можеме да видиме дека најчесто и се и малку по-долги, можеме да видиме дека од 5 до 30 години генерално во светот траат позајмиците кога станува збор за држава. Така да ова е на некој начин оприлика која е разликата, а начинот на кој што истите функционираат е апсолутно ист. Значи, тоа е идејата, позајмувате средства кои што добивате одредена каматна стапка назад на одредени временски периоди пред да достасаат во одреден временски период и да ви биде назад вратена и самата главница. Со тоа што генерално во светот постојат различни типови на обврзници, значи ова не мора да биде директно државата, може да биде град, може да биде општина, може да биде некој соодветен орган во државата, од друг аспект нормално кога станува збор за компании, секоја компанија може да го направи тоа. А кога станува збор за долгорочност, значи самите обврзници, кога станува збор оние кои што се најпопуларни, знаете и сами, тоа се американските, се распределени во однос на време траењето на 3 различни типови на обврзници, секоја држава си има различно разграничување, но овие се нормално најпопуларни со оглед на фактот дека доларот е резервна валута и според тоа нормално најбитни се во светот затоа што највеќе се купуваат. Така, со тоа што имаме T-bills, тоа се така наречени treasury bills, кои што се со најкраток временски период до 2 години, соодветно на тоа во нормални денови на економијата истите имаат и нормално најмала камата. Значи колку е пократок периодот,
толку е помала и каматата која што ја добивате, затоа што каматата практично е надокнада за изгубената економска корист на капиталот кој што вие сте го позајмили. Се разбираме, тоа е на некој начин награда што вие овој капитал не сте го работеле сам, а сте го позајмиле на некој друг. Нормално, колку е подолг временскиот период, соодветно на тоа, најчесто и каматата е многу повисока. Затоа и каматните стапки на вторите, а тоа се notes, treasury notes, од 2 до 10 години се многу повисоки и нормално највисоки се bonds, односно treasury bonds, или тоа се најдолгорочните од 10 до 30 години обврзници. Со тоа што с другите нема да разговараме, ова е само чисто да видите дека се делат на корпоративни и државни. Државните може да бидат различни подтипови, корпоративните генерално се за сите приватни лица, а додека кога станува збор за долгорочноста, барем во Америка, како што видовте, се делат на 3 типа, тоа се bills, notes and bonds, во однос со времето во кое што се исполнуваат. Сега, како функционира? Значи, еве што може да видиме. Да речеме дека еве еден град, во оваа ситуација овде имаше добар интересен пример дадено, дека одреден град има потреба на 10 години да продаде обврзници кои што во основа се со вредност од $1000. Да речеме дека вие сте позајмиле, сте купиле така речено обврзници и сте позајмиле $1000 на одреден град за да направи одредена ствар. Со тоа што во договорот кој што вие сте го подпишале, на годишно ниво вие добивате 2% како награда, камата од овие $1000 назад за тоа што сте ги позајмиле овие средства. Што значи дека во оваа ситуација кој да е овој град, вас секоја година ви исплаќа $20 како камата на вашата сметка во наредните 10 години, за на крајот нормално после овие 10 години да ви ги врати назад и основицата, односно практично самата инвестиција која што вие сте дале како позајмица. Значи, така функционира во наједноставен, најпрост можен начин за да разберете што представува овој инструмент. Сега, разликата е во тоа што зашто велиме дека е толку сигурен, дури и кога станува збор за позајмица на компании, истиот овој тип на инструмент во финансиите е многу побезбеден за разлика од акциите. Зошто? Затоа што вие кога станува збор за обврзница, вие имате фиксно определена награда која што ја добивате на одредени временски интервали пред да биде достасана оваа обврзница и нормално да ви биде вратен назад и основниот влог, односно онаа сума која што вие сте ја позајмиле на самиот почеток. За разлика од тоа, кога станува збор за акциите, вие добивате дел од компанијата, но овој дел од компанијата многу често е доста волатилен и неговата вредност расте и паѓа напоредно со она што се случува на пазарот и што се случува во самата компанија. Што значи дека самата акција некогаш носи многу поголем потенцијал за профит, но во исто време е многу поризична во однос на повратокот. За разлика од тоа, обврзниците се фиксни и пред време можете да знаете колку во однос на количина на овие парични средства ќе добиете назад. Така да тоа е една работа која што мораме да ја разграничиме, затоа и многу често во светот се рачуна дека обврзниците има многу помал ризик, но во исто време и многу помала награда, за разлика од акциите кои што има многу поголем ризик, но затоа нормално последователно и многу поголема награда. Сега, од други ризици кои што постојат, значи сега можеме да разговараме веќе за самите ризици. Значи, како што гледате овде под мене има банер кој што се менува во однос со тоа на која тема разговараме, така и ќе знаете во кој дел видеото се наоѓаме моментално. Значи, еден од главните ризици кои што го имаме е потенцијалот за одредена компанија, па дури и држава, да направи дефолт, односно да прогласи банкрот и да не може да ви ги врати ниту каматите кои што ви се ветени, ниту пак главниот долг. Значи, тоа е еден момент кој што мораме да го земеме како потенцијален ризик. Нормално, кај компаниите има многу поголем ризик дека тоа ќе се случи за разлика од државите, но реалноста е таа дека ова може да се случи и дека во наредните 10 години во кои што вие сте ги позајмиле овие средства, поради било која причина компанијата може да пропадне, да има банкрот, да прогласи стечај и вие практично да треба од стечајната маса да се обидувате да добиете дел за она што сте го позајмиле на самата компанија. Тоа е ризик кој што е секогаш присутен. За разлика од тоа, многу е помал ризикот за дефолт, односно за прогласување на банкрот кога станува збор за држава, иако тоа сме го виделе многу пати, почнувајќи од нашиот јужен цигански сосед, така наречена Грција, која што има прогласено повеќе банкрот од не знам, до сега нема никој ниту блиску до тоа, они се апсолутни шампиони во прогласување банкрот на годишно ниво. Но како и да е, сакам да кажам дека ризикот за банкрот од држава е многу помал за разлика од компанија, но како ризик секогаш постои.
За разлика од тоа, како што кажавме, многу поголем е ризикот кога станува збор за компанија. Од друга страна, за да го намалиме ризикот за потенцијален банкрот, значи постојат така наречени кредит рейтинг компании, како што се S&P, а тоа е Standard & Poor, значи не е S&P 500, туку е Standard & Poor, така се нарекува. За жал е многу слично и на самиот индекс. Потоа е Moody's и Fitch. Ова се три агенции најголеми во светот, кои што имаат оприлика сличен начин на квалификација на долг, односно на кредитоспособност. Во оваа ситуација, без разлика дали е држава или компанија, па дури и лице, најчесто се користат овие типови на грейдинг, односно на оценување на тоа колку одредено физичко правно лице држава има кредитоспособност да врати одреден долг. Колку е повисоко, односно кон овие 1, 2, 3, да речем, позиции на ААА, толку е повисока кредитоспособноста. Затоа и овие ги нарекуваат високо квалитетни, да речем, должници, кои што на вистина ги враќаат своите долгови во предвиденото време заедно со каматата и се. И обратно, колку пониска е оваа оценка, толку поризични се овие долгови. Некогаш и поисплатливи, но генерално поризични. Така да, затоа и кога вие одредувате, една од начините на кои што може да одредите дали одредена компанија има висок ризик или не, тоа е токму ова. Да видите овие најголеми аналитичари на кредитна способност, која оценка ја дале на, да речем, физичкото или правното лице од кое што вие се обидувате да позајмите. Тоа е добар индикатор, иако нормално на крајот секогаш се препорачува да направите сопствено истражување, и овие нормално агенции не се семоќни, они прават грешки, но најчесто е добра дознака, на пример, сакате да купите обврзница од, не знам, Мерцедес на некоја платформа, значи многу лесно да погледнете што моментално S&P, Moody's и Fitch говорат за Мерцедес, какви се во однос на кредитоспособност, затоа што они имаат многу по детален преглед на досегашните обврзници, на она што досега го позајмувале, досега го враќале, така да е добра основа за да видите како вас би ви изгледало во однос на ризикот да потенцијално го вратите она што сте го позајмиле, како камата и како нормално главен долг. Сега, уште еден битен ризик кој што секогаш е присутен на пазарот, значи, како што веќе кажеме, самиот пазар, било каков тип на проблеми на пазарот, како што веќе објасниме, се потенцијално проблематични за опстанувањето на една компанија, па дури и на една држава. Во исто време и монетарната политика на Федералната банка во оваа ситуација, или пак Централна банка, или кај нас Народна банка, како сакате, било која од централните банки во која што се наоѓа оваа компанија, или пак самата Централна банка и влада на која што вие позајмувате, во однос на тоа колку е голем моментално каматната стапка по која што позајмуваат ново испринтани средства, толку поголем ризик постои за вашите обврзници да не бидат исплатливи во моментот. Зошто го велиме ова? Значи, прост пример, ако каматната стапка во моментот кога вие сте го земале оваа обврзница била на екстремно ниска вредност, автоматски и вредноста на обврзницата, да речеме, во поисплатлива состојба, затоа што имаме екстремно ниска вредност по која што по камата се позајмуваат ново испринтани средства од Централната банка. Многу пати сме објаснувале, нема да навлегуваме во детали, тоа може да го најдете во нашиот основен курс за техничка и фундаментална анализа, додека спротивно колку е повисока каматната стапка, толку е нормално помала вредноста на обврзницата кога вие што се ја земале. Ево овдека ќе земеме обврзница од одредена држава. Каде е овдека проблемот? Ако вие во моментот кога сте ги позајмиле своите средства, на почетокот сте позајмиле на државата во оваа ситуација за 2% награда од она што вие го позајмувате, кое што ви се исплатува во одредени временски периоди, а моментално каматната стапка на Централната банка пораснала, автоматски моментално и обврзниците кои што во моментов се издаваат ќе бидат со многу повисок процент, кој што најчесто е во склад со каматната стапка која што имаме на Централната банка. Автоматски, ако вие сакате моментално да ја продадете вашата обврзница, да не чекате до низиното целосно исполнување, значи да дојде времето во кое што истата е достасана и ја замените за вашата главница, вие практично во оваа ситуација ќе мора да ја продадете со загуба, односно ќе морате да на некој начин дел од вредноста на оваа обврзница го жртвувате со цел да може да си вратите барем дел од капиталот назад, заради тоа што сакате нешто друго да направите на пазарот. За разлика од тоа, нормално оние кои што се повисок процент се многу по примамливи во моментот и затоа ќе морате да изгубите дел од вашата инвестиција за да може да ја ликвидирате оваа обврзница.
Така да тоа е еден од ризиците кои што постојат постојано, доколку сакате порано да излезете од пазарот, да се случи да не можете тоа да го направите без да изгубите од вашата иницијална инвестиција. Тоа е уште еден ризик кој што постои и кој што мора да го земеме во предвид. Тоа се ризиците, како што кажавме, во однос на вашите инвестиции во обврзници, но генерално обврзниците секогаш се едни од најбезбедните, да речем, финансиски средства кои што може да ги користите на пазарот. За разлика од тоа, овдека имаме уште една многу битна категорија, а тоа е зошто се повеќе и повеќе обврзниците како инструменти во финансиските пазари се придвижуваат кон блокчейн. Прва работа која што треба да разбереме, било која корпорација овдека нема да земеме државата, затоа што државата самата по себе нема потреба од банки, може истата да ги издава директно преку своите финансиски органи овие обврзници. За разлика од тоа, кога станува збор за било каков тип на правно лице, од тип на компанија, корпорација и така натаму, за да може да издаде одредена обврзница, тоа не може да го направи директно сама или најчесто не може, во однос на колку е голема, и мора да го направи преку соодветни финансиски институции. Најчесто тоа се банки, кои што буквално се задолжени за реализација на договорот, за да одредат колку ќе биде така речено главницата, колку ќе биде каматата, кога ќе биде завршувањето на овој договор, тоа се основните работи кои што мора да ги има, дополнително да најдат купувачи. Значи банката е таа која што бара купувачи на обврзницата и потоа овие средства ги дава назад на компанијата која што ги произвела овие обврзници. Каде е овдека проблемот? На ваквите процедури за одредена финансиска институција да го направи ова за вас, имаат огромна количина на fees. Тоа е тоа трето лице кое што ние не сакаме да го имаме и се обидуваме да го елиминираме со блокчейн технологијата. Овдека влегува блокчейн технологијата. Односно, наместо да треба на банките да им плаќате огромна количина на fees, и не се само банки, најчесто имаме овдека и оние settlement houses кои што практично ги помируваат трансакциите помеѓу банките, значи тоа е една цела организација на апсолутно армолепци, значи џабелебари, така речено, кои што го користат овој недостиг на технологијата досега и буквално живеат врз грбот на, пак ќе кажам, затоа што ги поврзуваат инвеститорите со оние на кои што им се потребни инвестиции. Односно, блокчейн технологијата целосно ја отстранува оваа средна класа на, пак ќе кажам, небитни актери, како банки, како settlement houses и така натаму, и нормално ги поврзуваат директно инвеститорите и оние кои што инвестираат. Односно, блокчейн технологијата ги заменува целосно оваа потреба од банки, од договори и така натаму, и тоа го прават преку smart contracts, односно онлайн, on-chain договори, кои што сето тоа го прават автоматски. Дополнително, не само што го прават автоматски, ја заменуваат целосно оваа потреба од институција и доверба, вие треба да имате и доверба во овие институции, не само што треба они да земат голем дел од, така речено, заработката, како на инвеститорите, така и на оние кои што инвестираат, каде што ги земаат инвестиционите средства. Нормално, дополнително да не забораваме дека имаме и битна работа, а тоа е транспарентност. За разлика од традиционалните финансии, кај блокчейн имаме целосна транспарентност, каде што се следи и кој ги поседува, и како изгледаат плаќањата, и кога сето тоа ќе заврши, значи сите овие работи многу лесно може да бидат проверени и постојано следени на самиот блокчейн. Тоа е поентата на блокчейн, јавна и нели целосно траслес, односно немате потреба да верувате во него, самиот блокчейн не представува институција, не прави глупости, не ги заложува вашите пари во глупости, едноставно ја врши работата за која што е направен. А тоа е прави екзекуција на сето оно што представува дел од неговиот договор, односно дигитална верзија на тој договор кој што претходно го спроведувале институциите, сега тоа го прави самиот блокчейн за вас. По превод, еве да земеме еден пример, дека одредена компанија сака да направи позајмица од 10 милиони долари од така речено луѓе кои што имаат нели капитал, кои што потенцијално би ги дале овие средства за нели нејзини потреби, еве ќе зголемува, ќе прави повеќе турбини. Со тоа што нормално разликата е во тоа што овде како го правите преку Ethereum и направите соодветен смарт контракт, вие имате ситуација во која што сите тие работи кои што претходно требало да бидат направени од една институција и да би бидат наплатени, сега тоа го прави смарт контрактот, односно самиот блокчейн на Ethereum, и тоа за многу помал фи, значи за незамисливо помал фи. Така, што значи дека
Сето тоа што претходно требало да го направи една институција, сега и колку ќе биде каматата, и кога ќе заврши така речено оваа позајмица, и колку ќе биде така речено цената која што треба да се врати, сето тоа е интегрирано во самиот блокчейн. Односно, количината која што претходно сте ја плаќале со онаа која што ќе платите на блокчейн е незамисливо помала. Се разбираме? Од друга страна, немате потреба од доверба. Тоа е најдобрата работа кај блокчейнот, каде што блокчейнот самиот по себе представува програма. Програмата во оваа ситуација е транспарентна и вие многу лесно можете да видите што се случува. Така, за разлика од институции кои што нема да ви кажат што се случува. Друга битна работа. Освен тоа што вие кога станува збор за институции имате фиксни, да речам, количини на обврзници кои што мора да бидат така наменети со тие предуслови. Така, за разлика од тоа, смарт контрактот ви дозволува овие претходно фиксни, да речам, договори да може да бидат најразлично променувани. Да речеме, ако досега бил договорот да треба да инвестирате $1000 за да добиете одредена количина на токени, вие сега тоа може да го промените во многу помали количини, каде што буквално токените што ги добивате како во противвредност за цената која што сте ја инвестирале како позајмица, се токму тоа, дигитална верзија на овој договор. Се разбираме? Значи, количината на токените представува дигитална верзија на количината на долг кој што вие го имате од страна на вашите должници во оваа ситуација компанијата за ветерници. Така. Што значи дека вие во исто време можете и да го оттугите. Тоа е една битна работа која што претходно не била возможна, односно вие можете во било кое време овие токени да ги пренесете на некој друг, немате потреба тоа да го правите на одреден пазар, немате потреба тоа да го правите од 9 до 5, понеделник до петок, како што функционираат традиционалните пазари, тоа може да го направите на било која менувачица секаде каде што се поддржани ERC20 токени на Ethereum, peer-to-peer, директно со некој да ги продаете овие токени, тоа е една работа која што е незаменлива за разлика од кога станува збор за продажба на ефективно договор. Значи е многу потешко и многу по-комплицирано. За разлика од тоа, кога станува збор за токени, како што можеме да видиме овдека, значи е многу полесно да бидат заменети ако сакате да го отстраните вашиот долг. И уште една битна работа. Самиот договор, смарт контракт, во исто време, во истиот стои точно колку треба да биде исплатено, каде треба, на кој новчаник да биде исплатено, во какво тип на валута да биде исплатено, што е многу лесно за самиот смарт контракт да го направи, кога ќе доста со самиот долг, колку е количината која што треба да биде вратена, каде треба да биде уплатена, со тоа што ова може многу лесно да се промени, ако вие токените си ги продадете некој друг, тогаш автоматски ова ќе биде направено во друг новчаник на оној кој што ги поседува токените во тој момент. Сакам да кажам дека незамисливо е во време на ваков тип на технологија ние да користиме институции како банки, кои што се ограничени од работно време, кои што се ограничени од нивните застарени софтвери, кои што се недоверливи, гледаме дека институциите од финансиски тип се екстремно недоверливи во целиот свет, што значи дека блокчейн технологијата е нормално следното скалило на раст, а тоа веќе го гледаме. Погледнете. Кога станува збор за мурикански обврзници, можеме да видиме дека се повеќе и повеќе расте интересот и токенизираната верзија на истите. Погледнете. Во 2023 година, на почетокот на 2023 година, ние сме имале само $104 милиони вредни обврзници во токенизирана форма. За денес, 2 години подоцна, да имаме скоро 7 милиарди. Значи, $7 милиарди вредни обврзници токенизирани на блокчейн. И тоа не на приватни, туку на јавни блокчейни, како Ethereum, како Stellar, како Arbitrum, како Avalanche, како Solana и така натаму. Не е само американските, гледаме дека и европските во голема количина, како и во другите држави. Значи, моментално имаме околу $188 милиони европски обврзници токенизирани на блокчейн, како и приватниот кредит. Значи, ова е така речено своевидна приватна верзија на кредит, на обврзници, кои исто така гледаме дека се токенизирани и тоа во вкупна количина од $13 милиарди. $13 милиарди токенизиран долг. Ова се буквално договорите со ветерниците. Така да, иднината е блокчейн, нема тога дали сакаат или не, значи овие институции им останува или да се прилагодат, или да престанат да постојат. Во секој случај, дефинитивно ќе бидат десеткувани во нивното постоење и во количината на луѓе кои што раниме со меѓусебното функционирање во финансиските пазари. Значи, пак ќе кажам, дали ви се допаѓа или не, тоа е реалноста, обврзниците
гледаме дека се повеќе и повеќе се произведуваат on-chain. Ви благодарам како и секогаш, се надам дека уживавте и продолжуваме од утре со нова програма и нова недела. Поздрав!